Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија. Пред нас е Законот за минерални суровини и морам на почетокот да кажам дека законот се однесува за металичните минерални суровини. Овде мора да се направи таа јасна дистинкција во однос на неметаличните минерални суровини. И на почетокот да кажам дека законот представува добро решение, затоа што се разработува нов модел на прераспределба на концесиите во согласност со ситуации кога имаме на една или повеќе општини да се копа минералната металична суровина, а транспортот и одлагањето на нуспроизводите на јаловината да се одлагат на друга општина. Во таа ситуација се врши поделба на концесискиот надомест на два дела, што е добро решение, затоа што во реалност, во пракса имавме ситуации каде што општини, каде што се одлагаше јаловиштата, нуспроизводите од металични минерали не добиваа воопшто концесии. Ова законско решение представува добар основ да се разрешат и поминат многу вакви ситуации, а самиот закон не представува оптеретување за рудниците, затоа што обемот на концесискиот надоместок не се тангира согласно овој закон, односно не се зголемуваат концесиите, ниту пак се реагира во други ситуации каде што имаме вакви неметалични минерални суровини. Ова законско решение се надевам дека ќе представува и една придобивка и за Радовиш, за градот од каде што доаѓам, затоа што ваква ситуација баш имавме во рудникот Бучим и новоотворениот рудник Боров дол, каде што со сегашните ситуации на ископ општина Радовиш учествува само со 4%, општина Конча учествува со 46%, додека остатокот е дел територија од Штип. Меѓутоа, општина Радовиш, знаеме дека тука е лоциран рудникот Бучим и целиот транспорт и одлагањето на јаловиштата е на територија на општина Радовиш и сметам дека едно вакво добро решение може да разреши и ситуација како што имаме во Радовиш, односно на некој начин да се избалансира надоместот за концесија рамномерно на сите општини, односно на сите чинители во овој процес. Го поздравувам законот и во секој случај ќе го гласам истиот затоа што е добро законско решение. Благодарам.